Hello, dear students. Welcome to your classroom. Здраво, деца. Добре дојдовте во ја училница. I'm teacher Emilia Panevska. Јас сум наставник Емилија Паневска. I'm an English teacher and today we're going to have an English class for the 4th grade. Јас сум наставник Емилија Паневска и денес ќе имаме час по англиски јазик за 4-то одделение. What are we going to learn today? Before we start learning, please get your notebooks and pencils ready. When it's needed, stop the video and do the assignment or the exercise. Write down the sentences and afterwards play the video again. Деца, спремете си ги моливчињата и тетратките во текот на часот, кога е потребно, за да ја завршите задачата, односно напишете реченици во тетратката, запрете го видеото, а потоа пуштете го видеото повторно. Today's goals are. Денешните цели ни се. Today we are going to learn about imperatives and today's goals are усвојување. Денешните цели се усвојување на јазичните структури за заповеден начин. Today we should learn the imperatives or the commands or the orders. Make sentence using the imperatives. Proper pronunciation of the language structures. Proper usage of the positive and the negative form of the imperative. Значи, правилен изговор на јазичните структури, правилна примерена на позитивните и негативните форми на заповедниот начин. Што е тоа императив? What is an imperative? The imperative form is used to give commands and orders. Императивните форми се користат да се дадат команди и наредби. What is the difference between commands and orders? Што е разликата помеѓу команди и наредби? Commands are given to computers, phones, machines, etc. Командите се даваат на машини, телефони, компјутери и така натаму. Orders are given to people. Наредбите се даваат на луѓе. The form of the verb used for the imperative is the base form of the main verb. Формата на глаголот која се користи да се гради императив е основната форма на главниот глагол. Што значи тоа основната форма на главниот глагол? Да погледнеме една реченица. Make a small hole. Овде го имаме глаголот make. Основната форма на глаголот е make. Ја земаме формата на глаголот од present simple. Ова ни е позитивната форма на императивите. Што значи тоа позитивна форма на императивите? So make a small hole или направи мала дупка, што укажуваме на човекот на кој му го кажуваме ова. Му велиме направи мала дупка. Не му велиме немој тоа да го правиш или не така и така натаму. Значи овие се позитивните форми, додека негативните форми, примената на негативните форми ја имаме во реченицата don't do that. Don't do that. Не го прави тоа. Негативните форми во императивот се формираат со глаголот do plus not plus the verb. Зошто го земаме глаголот do? Кажавме во present simple дека главниот глагол во реченицата не може сам да ја превземе негацијата и затоа на помош му доаѓа глаголот do. Глаголот do ја прифаќа негацијата, do и not се врзуваат, односно се спојуваат и се контрахираат, се кратат. Односно, бидејќи англичаните зборуваат брзо, тие ги кратат зборовите. Од do not станува don't plus the main verb. Така добиваме примери од типот на don't talk in class, don't do that. Додека пак, ако сакаме да истакнеме при зборување, например, не го прави тоа, тогаш нема да настане спојување, контрахирање помеѓу do и not.
тогаш ги имаме целосните зборови, бидејќи на тој начин ги нагласуваме. Do not do that. Не го прави тоа. Овие форми се користат поретко и уште еднаш да нагласиме дека се користат само кога оној што зборува сака да го нагласи тоа во реченицата. Сега, деца, запрете го видеото, правилата и примената на императивот запишете си ги во тетрадка, а потоа ќе продолжиме со вежби. Еве ни ги првиот дел од вежбите. Let's give orders using the given verbs. Да направиме заповедни реченици со тоа што ќе ги искористиме дадените глаголи. Имате примери дадени за позитивни форми на заповедниот начин и негативни форми. Прво е дадена негативната форма, бидејќи после run имаме X, значи не го прави тоа. Сега, како го правиме? Го имаме глаголот do plus not станува don't plus the verb. Don't run in class. Немој да трчаш на час. Понатам го имаме quiet, be quiet. Кај be quiet имаме tick или штикла. Што значи, направи го тоа, односно. Велиме be quiet. Сега, стопирајте го видеото, напишете реченици за останатите дадени глаголи. А понатаму ќе ги провериме вежбите. Let's check the answers. Ајде да ги провериме одговорите. Don't run. Be quiet. Number 3. Don't eat in class. Number 4. Listen to the teacher. Number 5. Don't shout. Number 6. Look. Number 7. Close the door. Ги проверивме речениците. Запрете го видеото ако ви е потребно повеќе време и потоа повторно пуштајте го, ќе продолжиме на следните вежби. Во оваа вежба се состои од 2 слајда. Имаме слики кои треба да ги погледнеме. Под сликите имаме глагол и именка. Now, look at the pictures. Beneath the pictures there are verbs and nouns. Write sentences in imperative using the verbs and the nouns. Напишете реченици во кои ќе ги искористите глаголите и именките. Речениците да бидат со заповеден начин. На првата слика. Look at the picture. Погледнете ја сликата. Што ќе му кажеме на овој човек? Make a hole. Направи дупка. На втората слика гледаме дека детето или човекот нешто прави со рацете, става нешто. На третата детенцето нешто друго става и на четвртата така натаму. Запрете го сега видеото, напишете ги речениците. А потоа ќе го погледнеме вториот дел од вежбата. Вториот дел од вежбата се состои повторно од слики и над сликите имате повторно глагол и именка. На прво место се наоѓаат глаголите, на второ место се наоѓаат именките. Now, look at the pictures and write sentences. Let's check the answers. Picture number 1. Make a hole. Picture number 2. Water the flowers. Picture number 3. Cover the seeds. Picture number 4. Make a snowman. Picture number 5. Don't eat in class. Picture number 6. Open the window. Picture number 7. Write the new words. And picture number 8. Read the dialogue. Деца, да повториме, да утврдиме што работевме денес. Денес работиме императив, односно императивните форми и
Што со императивните форми? Што изразуваме со императивите? Commands or orders. We are expressing commands or orders. Изразуваме команди или наредби. Кои форми ги користи глаголот за изразување на заповеден начин? There are positive forms and negative forms, right? Имаше позитивни форми, рековме, и негативни. Изразување на позитивни наредби користиме што? The base of the verb. Look at here. Remember this one? The base of the verb make. And then, what about the negative forms? Што е со негативните форми? Што имавме? The verb do plus not plus the main verb. Do и not. Што правят? Се спојуваат и настанува кратење или there's a contraction of the verb and we get don't plus verb. Така. Сега, потребно е да си направите една проверка на знаењата. Let's make an assessment. Да направиме проверка на знаењата и да утврдиме што сме научиле, а што уште треба да доучиме. Што треба на крајот од часот да знаеме? Правилен изговор и пишување на заповедните форми. Proper pronunciation and writing of the imperative. Доколку ова не е совладано, ставаме овде happy smiley. If this is something that we know now, we put a happy smiley. If not, we put the sad smiley. Следно, we have to comprehend and use the positive imperative forms. Значи, треба да ги разбираме и да знаеме да ги премениме позитивните заповедни форми. Доколку сме го совладале тоа, ставаме happy smiley. Доколку се уште имаме нешто да доучиме, ставаме sad smiley. И последното е comprehension and use of the negative imperative forms. Разбирање и примена на негативните заповедни форми. Доколку тоа сме го совладале, ставаме happy smiley. Доколку треба да доучиме, ставаме sad smiley. Have in mind, the sad smiley can easily turn into a happy smiley. Only put a little bit an effort. Имајте на ум дека тажното смајли лесно може да стане да премине во happy smiley, само вложете уште малку труд онаму каде што ви недостига. Доколку имаме нешто што не ви е јасно и сакате самостојно и потребно ви е самостојно дома да го проверите, користете го електронскиот речник Glossop, повелете, запишете си ја адресата на која може да го најдете електронскиот речник. And we got to the end. Стигнавме до крајот на часот. Thank you for your attention and see you next time. Bye bye.